Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Од 1 јануари ќе се зголемува социјалната помош на речиси 200 евра. Ова е само една од реформите на социјалниот систем кој ќе се применува од следната година. Повеќе за ова ќе ви прикажеме во ова издание на вестите, а сега следуваат останатите наслови за денеска. Во тек е пријавување за субвенционирање фасади и покриви на згради во општина Ѓорче Петров. Се уредува нов парк во Бутел. Детската клиника доби апарат за механичка вентилација во домашни услови. Општина Аеродром поднесе иницијатива за ново сообраќајно решение на булевар Србија. Социјалната помош од 1 јануари ќе изнесува речиси 200 евра. Општина Ѓорче Петров субвенционира изградба на нови енергетско ефикасни фасади и покриви на згради. Пријавувањето е во тек, па токму затоа градоначалникот Александар Наумовски апелираше до граѓаните да се пријават на јавниот повик кој ќе трае до 30 септември. Со субвенциите ќе бидат опфатени згради кои се постари од 25 години. Општина Ѓорче Петров и Хабитат преку субвенции и ефтини кредитни линии ќе им помагаат на граѓаните за изградба на енергетско ефикасни фасади и покриви на згради. Токму за таа цел, општина Ѓорче Петров распиша јавен повик за субвенционирање и поддршка на стамбени згради за колективно домување со проектот Енергетски ефикасни домови во општина Ѓорче Петров. Субвенционирањето и поддршката ќе се врши со средства од буџетот на општината за 2018 година. Пријавувањето е во тек и градоначалникот Александар Наумовски апелира до граѓаните да се пријават за да може да се направи селекција и да се определат средства од буџетот. Сакам да ги преку оваа изјава да ги анимираме сите управители и сите сопственици на колективни згради кои што се постари од 25 години да го посетат нашиот веб-сайт на општината, да ја отворат и апликацијата за да можат да учествуваат и да влезат во програмата за субвенционирање, каде што општината заедно со Хабитат склучи меморандум преку ефтини кредити ќе им помогнат на граѓаните за реновирање на нивните стари дотраени згради преку енергетски ефикасни фасади и енергетски ефикасни кровови. Дополнително Хабитат има добра кредитна линија со многу ефтини кредити кои што ќе ги субвенционираат за учество на граѓаните во самиот проект и за менување на дограмата, односно на прозори и врати кои што ќе бидат исто така енергетски ефикасни. Субвенционирањето ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на општина Ѓорче Петров во висина од 30%, но не повеќе од 1 милион денари од вкупниот износ на вредноста на инвестицијата за секоја одобрена апликација. Право на учество на јавниот повик имаат сите заедници на сопственици или управители на стамбени згради за колективно домување во општина Ѓорче Петров, кои се евидентирани во регистарот на стамбени згради во општината и немаат долгови. Наумовски рече дека доколку има подготвени објекти кои имаат сменето 70% од прозорците и ги исполнуваат другите услови, може веднаш да се започне со постапката за субвенционирање. Замолувам сите да најдат интерес, да се пријават за да можеме да направиме селекција и да предвидиме средства во буџетот за следната година, а претходно доколку има навистина спремни објекти кои што треба да бидат над 70% сменети прозорите заради енергетска ефикасност, ние можеме одма да влеземе во проектирање на неколку згради согласно средствата кои што ги имаме за енергетска ефикасност за 2018 година. Апликацијата за проектот Енергетски ефикасни домови во општина Ѓорче Петров може да се подигне во архивата на општина Ѓорче Петров или од официјалната веб страница на општината opštinagpetrov.gov.mk. Јавниот повик трае до 30 септември. Пријавите треба да се достават до општина Ѓорче Петров најдоцна до 30 септември до 15 часот на последниот ден од завршувањето на јавниот повик. Според катастарот на згради кој општината го направи со Хабитат, во општина Ѓорче Петров има околу 250 згради, а околу 50% од нив може да влезат во проектот Енергетски ефикасни домови. По немилиот настан што се случи синоќа на булевар Србија, каде што беше прегазена 61 годишна жена и 3 годишно девојче, општина Аеродром денеска поднесе иницијатива до град Скопје за изнаоѓање ново сообраќајно решение на овој булевар.
Општина Аеродром утрово поднесе иницијатива до град Скопје за изнаоѓање ново сообраќајно решение на булеварот Србија за зголемена безбедност во сообраќајот. Во соопштенијето од општината се вели дека службите веднаш реагирале по немилиот настан што се случи доцна синоќа на овој булевар. Имено 61 годишна жена го загуби животот, а 3 годишно девојче е тешко повредено кога во нив удрило комбе на булеварот Србија. Во незгодата пешаците се здобиле со тешки телесни повреди и со возило на итна медицинска помош биле пренесени во комплекс клиники Мајка Тереза за укажување на лекарска помош, каде што жената подлегнала на повредите. Општина Аеродром информира дека континуирано работи на зголемување на безбедноста на сообраќајот на улиците, што се под нејзина надлежност, со цел да ги превенира ваквите настани и да ја зголеми свеста кај учесниците во сообраќајот. Во рамките на овие активности неодамна беше поставена хоризонтална и вертикална сигнализација пред училиштата Блаже Конески, Александар Македонски и пред клонот Сонце на градинката Бубамара во Реонски центар Аеродром. Ваква сигнализација во моментов се поставува и пред основното училиште Браќа Миладиновци. Општина Бутел почна со уредување на нов парк, како што најави градоначалникот Велимир Смилевски, станува збор за запуштено место, а од страна на вработените во општина Бутел превземена е акција за средување. Внатрешниот дел хортикултурно ќе се уреди, а ќе биде поставена и урбана опрема. Интензивно се работи на средување и чистење на целата територија на Бутел. Изминатите денови се одржаа неколку акции за чистење од страна на општинската администрација, како и есенската акција со јавните предпријатија. Во рамките на овие акции, општина Бутел почна со средување на просторот помеѓу пазарот и маркетот Рептил. Станува збор за едно запуштено место или ничиј простор од аспект на грижата за одржување на местото. Затоа превземена е акција од страна на вработените во општина Бутел да се стават рабници за символично оградување на просторот од околу 170 метри квадратни. Како што информираше градоначалникот Велимир Смилевски, внатрешниот дел во кој има неколку дрва, хортикултурно ќе се уредува, а ќе биде поставена и урбана опрема. Општина Бутел и работниците избраа сами да изградат еден парк кој што ќе го најдем името кое ќе биде. Сами со своји средства да изградиме еден парк кој што ќе биде пример за идните генерации дека општествената одговорност во општина Бутел постои. Градоначалникот Смилевски додаде дека добро е што има вакви денови кога не само што го чистиме и средуваме просторот околу нас, туку ја јакнеме и ја подигнуваме свеста на вработените и на граѓаните на општина Бутел. Од 1 јануари се зголемува социјалната помош. Социјално загрозените семејства ќе добиваат 3 пати повеќе од тоа што го добиваат сега. Со реформата на социјалниот систем, кој треба да се применува од следната година, предвидено е и олеснување на пристапот до детски додаток, како и преквалификација и доквалификација на работоспособните приматели на социјална помош со цел да можат да се вратат на пазарот на труд. 3 пати поголема социјална помош, како гарантиран минимален приход за најголем дел од семејствата во социјален ризик, преквалификација и доквалификација на работоспособните приматели, со цел да може да се вратат на пазарот на труд и да излезат од сиромаштија, како и олеснување на пристапот до детски додаток. Предвидува реформата на социјалниот систем што треба да почне да се применува од 1 јануари наредната година. Согласно измените што ги презентираа денеска премиерот Зоран Заев и министрите за труд и социјална политика и финансии Мила Царовска и Драган Тевдовски, 4 члено семејство со едно работонеспособно лице ќе добива 11.700 денари, а семејство со двајца возрастни и 2 деца 10.600 денари. Со ова социјално загрозените семејства ќе добиваат 3 пати повеќе од тоа што го добиваат сега. Премиерот Зоран Заев информира дека се олеснува и пристапот на детски додаток и се зголемува сумата. Се воведуваат и нови додатоци за поддршка на деца од семејства во системот на социјална заштита и од семејства со ниски примања. Со олеснувањето на пристапот до детски додаток, ова право ќе може да го остварат 73.500 деца, за разлика од сега кога детски додаток примаат 3.200 деца, а додатокот за образование ќе им биде достапен на 64.316 деца, за разлика од сега кога го добиваат 3.800 деца.
Министерката Царовска рече дека како заштитна мерка е планирано доколку тие што бидат преквалификувани и доквалификувани согласно пазарот на труд 2 пати одбијат понудена работа, да го изгубат правото на гарантиран минимален приход. Министерот за финансии Тевдовски појасни дека за спроведување на овие реформи за идната година се издвоени 2,2 милијарди денари. Општина Центар затвори нелегално градилиште во населбата Кале. Како што информираат од Центар, инвеститорот градел огромна градба без никаква документација на незаконски начин, со што зафаќа и дел од тврдината Кале. Овластен градежен инспектор на општина Центар со полициска придружба денеска затвори нелегално градилиште во населбата Кале, откако во текот на вчерашниот ден донесе решение за отстранување на повеќе градби, подпорни ѕидови, оградни ձидови, помошни објекти и доградба. На инвеститорот на градбата од страна на општината му беше наложено веднаш да престане со градење и да ги отстрани дивоградбите, откако тој не го стори истото. Овластениот градежен инспектор го затвори градилиштето, се наведува во соопштението од општина Центар. Инвеститорот гради огромна градба без никаква документација и на незаконски начин, со што зафаќа дел и од строго заштитената зона за градење, односно тврдината Кале. Апарати за механичка вентилација во домашни услови како донација доби Клиниката за детски болести Скопје. Со нив пациентите ќе можат наместо во болница да се лекуваат во домашни услови. Апаратите се донација од спортските обложувалници Моцарт. Клиниката за детски болести Скопје денеска доби нова медицинска опрема, која што ќе им помогне на децата со церебрална парализа во поодмината фаза, како и за пациенти со невромускулни заболувања, да се лекуваат во домашни услови. Станува збор за апарати за механичка вентилација, наменети за пациенти на кои им треба долготрајна вентилаторна поддршка. Донираните апарати веднаш ќе бидат ставени во функција, а родителите на овие пациенти ќе добијат и обука пред да започнат да ги употребуваат. Цената на еден ваков апарат е околу 550.000 денари, средства кои ги обезбедија спортските облажувалници Моцарт преку хуманитарната акција, која се одвиваше во текот на светското првенство. За време на акцијата беа вкупно собрани 1.023.596 денари, средства кои што беа искористени за да се купи опремата која што ја договоривме со детската клиника. Вкупната вредност на опремата е 1.085.600 денари. Дополнителните негде околу 60.000 денари кои што фалеа да се купи потребната опрема, Моцарт ја обезбеди и таа опрема е сега со нас. Директорката на детската клиника, докторка Катерина Ставриќ, го опиша начинот на функционирање на овие апарати и нагласи дека третманот во домашни услови кој ќе го добијат децата ќе даде придонес во нивното понатамошно лекување. Со обезбедување на овие апарати, всушност ќе им се овозможи да овие деца, доколку се стабилни, се стабилизираат, да може респираторната поддршка да се одвива во домашни услови во близина на семејството, што и за децата е од големо значење, меѓутоа и за родителите исто така е доста полезно. Во каква состојба е детската клиника и уште колку апарати неопходни за третман на болни деца чекаат да бидат набавени од донации на приватни компании, ја прашавме директорката Ставриќ, која потенцираше дека покрај компаниите набавката на нови апарати ја овозможува и Министерството за здравство, но сепак сподели со јавноста дека на клиниката и тоа како и се потребни нови апарати за нормално функционирање. Листата на потребни апарати е голема и мислам дека имаме многу добра соработка со општествено одговорните организации и дека и во овој период, година дена како што сум на оваа функција, на вистина успеавме преку донации да ја подобриме состојбата во поглед на апаратура. Тука е и Министерството, кое што исто така за оние големи апарати кои што се доста скапи, стои и не поддржува во тој дел. Невладините организации, граѓаните и општина Киселавода дебатираа за решавање на проблемот со отпадот и дивите депонии на територија на оваа општина.
Градоначалникот Филип Темелковски информирал дека заедно со граѓаните, граѓанските здруженија и невладините организации ќе се работи за изнаоѓање решение за овој проблем, а на местата каде што постојат депонии ќе бидат засадени садници. Во организација на невладината организација Зелен институт во општина Кисела Вода се одржа јавна дебата на тема план за комуникација и кампања против диво депонирање на отпад. На дебатата присуствуваа граѓани, представници од државни институции, како и членови од невладините организации и здруженија. Присутните имаа можност пред градоначалникот Филип Темелковски да даваат предлози и идеи за изнаоѓање на решенија за проблемот со дивите депонии на територија на општината. Градоначалникот Темелковски информираше за тоа како општината се справува со дивите депонии, како и за мерките кои се преземаат за спречување на создавањето на депонии. Темелковски нагласи дека заедно со граѓаните, граѓанските здруженија и невладините организации, општината ќе работи за изнаоѓање на решение за овој проблем. Градоначалникот Темелковски најави дека во општина Кисела Вода, на местата каде што постојат депонии ќе бидат засадени садници, а на почетокот на месец октомври на територија на општина Кисела Вода ќе се засадат 2000 садници. Наташа Амдиу, председател на невладината организација Зелен институт, нагласи дека нивната цел е да се мапираат повеќе диви депонии, да се дискутира со граѓаните и да се слушнат нивните предлози за изнаоѓање на решение на проблемот со дивите депонии. Детскиот културен центар Карпош се приклучува кон Европската недела на движење која се одржува од 16 до 22 септември со манифестација под мотото Движи се за здравје. Манифестацијата е од забавно-рекреативен карактер на која ќе учествуваат деца од секоја градинка од Скопје. Во рамки на Европската недела на движењето што се одржува од 16 до 22 септември, спортскиот оддел при Детскиот културен центар Карпош во соработка со град Скопје ќе ја организира манифестацијата под мотото Движи се за здравје. Како што информираат од ДКЦ Карпош, целта на оваа манифестација е да се потсетиме кога вежбањето беше забавно. Манифестацијата е од забавно-рекреативен карактер и подразбира вежби за подобрување на моторичкиот развој кај децата од рана предучилишна возраст. Од секоја градинка од Скопје и околината ќе учествуваат по 5 момчиња и 5 девојчиња од најголемата група, а на манифестацијата ќе има вежби и со велосипед или тротинет. Оваа манифестација ќе се одржи по 4ти пат на 21 со почеток во 10 часот на платото пред фонтаната Лотос во градскиот парк. Преку проектот Надвор од кругот невидливи во општеството во 14 општини во Македонија се спроведува акција за идентификување на невидливите лица во матичната книга на родени. Проектот има за цел да ги вклучи ромите во општеството, особено оние кои немаат извод на родени. Деталите околу овој проект финансиран од Европската Унија ќе ги погледнете во продолжение од кусиот разговор со Самет Скендери, менаџер на проектот. Проектот Надвор од кругот невидливи за општеството е проект финансиран од Европска Унија од грантовата шема за поддршка на граѓанскиот сектор и медиумите и истиот се спроведува во 14 општини во Република Македонија. Главната цел на овој проект е да гради капацитети во ромската заедница кои ќе работат за социјално вклучување на ромите во општеството, посебно на лицата кои што немаат извод од матична книга на родените. Меѓу другото, тој има неколку компоненти. Компонентата е, освен градењето на нивните капацитети, и втората компонента е да се излезе на терен, да се идентификуваат лицата кои во моментот немаат изводи од матична книга на родени и истите да се евидентираат и така евидентирани да се предложи на институциите решавање на нивниот статус со документи за идентификација, односно да добијат извод од матична книга на родени. И втората работа е активна кампања која ќе се изведува на локално и национално ниво во насока на решавање на овој проблем, дали тоа ќе оди
со промена на одредена законска рамка за да овие лица ги добијат документите, односно изводот од матична книга на родини, или ќе се изнајде некое си друго решение. Меѓутоа, во моментот ние работиме на кампањата што се изведува и на локално и на национално ниво. На терен во моментот досега имаме најдено некаде околу 700 лица кои што во моментот немаат извод од матична книга на родини и истите се советувани, односно придружувани во некои од општините до центрите за матична евиденција. Тамо се подготвуваат одредени документи за регистрација нивна и потоа се постапува секој случај посебно за решавање за да се добие извод од матична книга на родини. Некои се посложени случаеви, некои се веднаш можат да се решат, меѓутоа процесот се уште трае. Во овој процес во моментот заедно работиме со Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика преку комисијата што има посебно формирано за ваквите лица се труди да го актуализира ова можност до заедницата, воедно и да ги ангажира матичните служби на теренот за да поинтензивно работат овие неколку месеци во регистрација на ваквите случаи. Овој проблем е од самиот почеток на осамостојување на Република Македонија. Со самото осамостојување остана дел од луѓето, посебно тие кои што не беа доволно едуцирани да си ги средат работите околу документацијата и околу персоналните документи. Тоа потоа вроди со нивните потомци не можеа да извадат изводи од матична книга на родини и самото тоа ги правеше исклучени од општеството, исклучени во сите сфери, почнувајќи од образование, па потоа од здравствените услуги, социјалните услуги и во суштина вие имате лице кој што нема идентитет, нема име, презиме, е фактички невидливо за општеството, а тоа е проблем и на општеството, а е и проблем за самото лице. Не можеа да остварат никакви социјални права таквите лица и тоа беше една од причините зашто ние овој проект го предложивме до Европска унија за реализација. Очекуваме да сите 14 градови, односно цела Република Македонија, ја поминеме секоја улица, секој дом, да прашаме секаде кај што има вакви лица, да ги советуваме да се обратат до најблиските единици на матична евиденција, воедно и сметаме дека државата ќе изнајде начин да ги регистрира ваквите лица и да во најскоро време го реши проблемот со лицата кои што ги нарекуваат фантоми во Република Македонија. Тешко е да се пронајдат, бидејќи постои една стигма меѓу нив. Стигмата е од стравот дека државата ќе ги казни зашто не се пријавувале или зашто не се пријавени. Меѓутоа ние имаме 16 локални асистенти кои што на терен работат, кои што ја објаснуваат цела ситуација и придобивките што ги добиваат лицата со самото пријавување и пријавувањето го вршиме во посебен формулар каде што го запишуваме нивното викано име, кои сами се насловуваат, местото каде можат да ги најдат, мобилни телефони, некој документ претходно што имале од мајка, татко, роднина, за да поблиску ги идентификуваме. Сето тоа го предлагаме до матичните служби за матична евиденција, а тие понатамо преку постапка, законска постапка, постапуваат по истите и бараат решение за секој случај поединечно. Денеска имавме сончево време со умерена облачност и со слаб претежно југоисточен ветер. УВ индексот изнесуваше 6. Во Скопје слично време, сончево со умерена облачност и со температура до 29 степени.
Метеоролозите информираат дека продолжува период на стабилно суво и топло време. Утре температурата ќе достигне до 30 степен, а в четврток ќе се движи од 10 до 30 степени. Петок од 11 до 29 и в сабота од 11 до 31 степен. Ова беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбани вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да погледнете на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.